Низа на превентивни и оперативни мерки за заштита од поплави изготви општина Делчево преку оперативниот план за заштита на територијата на општина Делчево, план кој го одобри и советот на својата последна седница. Оперативниот план е потребен за да се спроведат превентивните и оперативните мерки за заштита на претежно урбаниот дел на општина Делчево, заедно со заокружена буџетска рамка. Советот по разгледувањето на приложениот предлог оперативен план дебатираше и го донесе оперативниот план за заштита на поплави на територијата на општина Делчево, кој што воедно е содржан и во акцијскиот план за заштита и спасување на општина Делчево. Судејќи по тоа што 90% од пределот е ритско-планински, во Делчево постојат мали можности да настанат поплави од поголеми размери, а со ефект на загрозување на животите на луѓето и животните. Поголема е веројатноста да настанат штети на земјоделско-овоштарските култури и површини на територијата на општина Делчево, особено покрај течението на реката Брегалница, за што стравуваат и поголемиот дел од граѓаните. Не стравуваме, ние високо таму не би требало. Ама за земјоделските посеви? За земјоделите па стравуваме, земјоделските посеви. Не се плашиме. Ние многу поплави сме поминали и така, не верувам, покрај реката може да има, иначе други нема. Не би требало до сега да има поплави, бидејќи помина сите тие временски услови од дош и од снег. Од локалната самоуправа на општина Делчево информираат дека од минатогодишните поплави во делот на домување на 4 лица им се исплатени средства за обештетување, а во иднина следуваат исплатите во другите сектори. Да е отпочна постапката и во општина Делчево, како и во другите градови во Републиката да се обештетуваат граѓаните од минатогодишните поплави. Тој тренд ќе продолжи, ќе се оди потоа на исплата на штетите од областа на инфраструктурата, областа на деловни објекти и најзначајната област за нашата општина, тоа е областа на земјоделието и овоштарството. Инаку, според најавите на метеоролозите, подрачјето на општина Делчево во текот на оваа недела ќе биде зафатено со обилни врнежи на дожд.